Да јудиме натаму со отворената утринска програма информација точно и на време или ИТН. Втора тема во ова издание на ИТН е, велам вака, залче од свитските вкусови, ке ни речат тие, а ние ке прашаме. Колку во ова земање на залче од свитските вкусови ке успееме да го изрекламираме и нашиот македонски вкус? Велам добро утро или добар ден веќе за двајца гости овде во студиото. Добро утро за Адријана Алачки, вие сте председател, овој пат како председател на Гастромак. Гастромак е всушност и организаторот на еден на вистина настан од светски калибар, како светскиот хрем кулинарски ќе дојде во Македонија од 25 до 28 октомври. Добро утро и за Васил Карамазов. Да. Чоколадо добива. Така. Вие сте собственик и организатор на целиот овој голем настан. Ке кажеме зошто е голем. Собственик се на хотелот Вила Парк во Струмица, каде што и ке се случува се во ова, но колку што ве разбрав дека и струмичани на плоштадот ќе имаат можност да го гледаат сето на што ќе се случува во Вила Парк. Така? Да. И сега да почнеме со Васил, да го скршиме мразот. Така можеме. Дали е се подготвено? Вила Парк е спремна? Да, може да се каже, веќе од околу добро утро пред се. Ви благодарам овде за поканата. Јас сум Васил Карамазов, собственик на хотел Вила Парк. Во косоработка сме ние моментално со општина Струмица за организацијата за Гастромак, кој е веќе на светско ниво, се гледа во светски ранг. И исто така ние сме тренд. Да. Ајде. Конкретно да кажам дека добро утро на сите гледачи. И ви благодарам за поканата, што одвоивте време и место за да се промовира овој најголем гастрономски надпревар од било кога на балканските простори во интернационален карактер. Значи, доаѓаат во Македонија 60 интернационални судии со лиценца А на ВАКС, ВАКС е Светската федерација на готвачи, каде што Гастромак е единствената организација од Македонија која што е членка на Светската федерација на готвачи, и тоа се случи минатата година на конгресот на ВАКС, кој што се одржува на секои 4 години во Солун, каде што беше на еден огромен видео бим со сите шефови, познати гастрономи од цел свет, објавено знамето на Македонија и каде што свечено станавме членки на ВАКС. За многумина, овие имиња што доаѓаат во Македонија се непознати во Македонија. А зошто? Не дека тие личности не се познати. Во светот? Во светот, апсолутно. Туку тие личности никогаш не можеле да дојдат предходно во Македонија, затоа што не се организирало ваков настан досега, ниту пак постоела асоцијација на шефови млади готвачи од Македонија, кои што биле под капата на Светската федерација на готвачи. Да ви кажам дека доаѓа елитата, меѓу кои што и еден од нив е во најдобрите 10 готвачи во светот. Значи, сите тие имиња се објавени на нашата веб страница, да не ги потенцирам сите нели поред. Можам да кажам дека доаѓаат надпреварувачи од 40 земји од светот. Имаме околу 300 надпреварувачи и 60 суди. Многу. И ние не очекувавме, морам да признам и да бидам скромна, толку голем интерес од светот. Очекувавме дека тоа ќе биде претежно од балканските простори. Меѓутоа, морам да потенцирам, ова е една огромна организација, меѓутоа, благодарение на капацитетот на високата професионалност што ја поседува хотелот Вила Парк, во косоработка и организација на општината Струмица, значи комплетно се подготвени да ги примат сите тие гости, суди и надпреварувачи.
Кажете ми само, морам да ве прекинам и да ве прашам, каков беше прво предизвикот или колку беше голем предизвик еве вие како тргнавте во тоа, во организацијата? Ќе тргнеме да видиме дали од Балканов ќе бидат овие, оние. Имавте ли некои имиња вака на хартија, па да речете овие ако идат супер срикни сме, па потоа доаѓаат и други, па доаѓаат и трети, како одеше се? Ќе ви раскажам многу убаво прашање, до сега никој не ми поставил такво прашање. Ова не е ништо случајно, ова трае со години. Се крчка проектот со години. Минатата година го направивме, можам да кажам и пробно, првиот светски надпревар. Да пробаме да видиме дали не бидува. Апсолутно. Најде на многу добар одзив во светот. Меѓутоа, сето ова трае 8 години наназад, откако постои мојата емисија Вкусот на традицијата, патувајќи насекаде по светот со проектот, истражувајќи ги другите кујни и запознавајќи се со тие врвни шефови, ги воспоставив тие комуникации да под ингеренција и под сугерирање на председателот, доживотниот председател на Турската федерација на готвачи, господинот Јалчин Манав, минатата година ми сугерираше дека Македонија треба да има, треба да има асоциација која што ќе биде во Светската федерација на готвачи, а за тоа си има своји нормативи, треба да исполни услови. Еден од условите беше да се организира меѓународен надпревар, кој што го направивме минатата година, да се посетат многу регионални надпревари и светски надпревари. Гастромак е оформен минатата година, по јануари. Имаме веќе 20 членови и веднаш еден месец по нашиот тим формирање, отпатувавме во Турција на светскиот надпревар, каде што речиси сите наши надпреварувачи во категориите во кои што се надпреварува, добија златни медали, сребрен, брозен и дури добија и гранд при во таа категорија. Веќе и тука имавме можност да се сретнеме со многу светски суди. Всушност, од минатата година ние започнавме да работиме за ова. На создавањето на ова дейност. На ова сега што се случува. Меѓутоа, ние како млада организација немаме проект, се уште официјален, затоа што сега започнуваме со нашите аплицирања, сега ги формиравме. Затоа е тука Општината Струмица и хотелот Вила Парк, кои што апсолутно се генерални покровители на целиот настан. Исто така, голема помош за Гастромак во комплетната организација е на ресторанот Нью Албис, господинот Бесим Латифи, кој што застана за ова храбро. Едноставно да кажеме, Македонија постои пред се. Затоа што за многу од овие имиња ние направивме анкета. Добро, да видиме дали ги знаеме. 60 до 70% доаѓаат прв пат во Македонија. Другите биле еднаш, два пати години наназад, меѓутоа нашите соседни држави. Значи, ки имаме гости од Азербеџан, од Индија, Русија, Украина, Кипар, Грција, Велика Британија, Америка, Канада, Франција, Италија, Романија, Швајцарија, Египет. Ни доаѓа председателот на Светската федерација на готвачи Томас Гуглер, председателот на Руската федерација на готвачи Александар Прокопович, председателот и на Московската федерација Николај Баратов, председател на жирито е господинот Ѓорđe Костич, кој што е почесен председател на Српската федерација на готвачи. И така натаму многу други имиња, вие ќе дојдете, ќе бидете сите поканети. Се разбира дека ваков настан се случува прв пат и не се знае нели што ќе не очекува. Затоа би било добро да телевизиите бидат присутни да го евидентираат сето тоа. И меѓу другото во организацијата имаме таймтейбл објавено веќе на веб страната, каде што ќе се одржуваат од најпознатите и најдобрите гастрономи во светот мастер-класови и презентации. Ќе може да присуствуваат или ќе треба да се пријават прво? Сите што се надпреварувачи имаат право да присуствуваат на тие мастер-класови, затоа што всушност овој надпревар е за нив. И доаѓаат од целиот свет гастрономите за нив.
Хотелот Вила Парк се това што го организира го прави токму за нив. Ученици, млади шефови кои што треба да научат, имаат можност во текот на 3 дена да видат преку 2000 новосоздадени порции со рецепти и фотографии и во моментот подготвени. А за искусните шефови, кои што има исто така пријавени од цел свет и од Македонија, е потврда на досегашното знање. Да се видиме до каде сме. Мастер класовите се како јаготката на шлагот. Значи, токму за сите нив. Убаво е тоа да се види, да кажам дека мастер-шефот Джорджио Диана е амбасадор на ВАКС по титула, инаку е готвач во ресторан со 3 мишелини. Ке го одржи својот мастер-клас за најновите достигнувања во гастрономијата, што воопшто се уште го нема ни на репертуарот во најпознатите ресторани со Мишелин звезди. Супер, да го прашам само вас, помина тримава? Малку да. Малку да, добро е. Кога сме тука сега, кажете ми, што значи тоа да се создадат боксови, тоа нешто што го зборувавме. Што требаше да се направи за да се одржи тој надпревар? Требаше од прилика да се направат околу 10 боксови. Колку? 10. 10, добро. Да, кои што ќе ставени во нашата сала, каде што ќе се емитува, нели, во живо. Во живо, добро. Наши мајстори, можем да кажем, што ги направија, веќе се готови. Денес сутра треба да се подготват во салата. Да. Колку собира салата? Колку е? Од прилика околу 10 ќе збере секако. Од едната страна и од другата може, ама од другата, како што каже Андријана, ќе има мастер шефови, мастер класови, со што ќе обучуват, нели, надпреварувачите што ќе ги обучуват. И сега вие вака трема вулкама дека на телевизија. Таму нема да имаме трема, пошто тоа ќе дојде Свитскиот крем. Знаете што ќе биде тоа? Па веќе најтешкото да ти кажем помина. Веќе најтешкото помина. И овде веќе најтешкото помина. Мора да помине така. Морам да го пофалам, буквално работи 24 часа заедно со Иван. А кажете ми што значи тоа боксови? Што значи тоа? Боксови тоа се всушност кујни. Кујни. Тоа се кујни по стандардите на ВАКС, кои што имат одредени димензии за секој надпреварувач. Значи, тоа е кабина, као да влегува во кабина. Добро. Мора да има шпорети, редна, плински уреди, работна табла, фрижидер. Ама кабина затворена за да не гледа до каде е оној другиот надпреварач. Да. Сватив. Ладилник. Потоа имаме плазма, телевизор или LCD екран над секој бокс со вградена камера, што значи само судиите имаат дозвола, се разбира, затоа што тие судат, да поминуваат низ боксовите. Се следи за секој еден надпреварувач. Како му е однесувањето во бокс? Како држи чисто на работната просторија. Значи, тоа се брои во... Апсолутно. Каква му е униформата, колку е чист во рацете, во ноктите, во капата, во чевлите дури. Дури имавме и такви случаи што ми раскажува во Турција, во Италија, кај што бевме во другите земји, проценува чистина на чевла, дури до таму се оди, да. Мора апсолутно да е среден секој еден шеф. Понатаму начинот на кој што работи, вари, пече, динста, сосови прави, како го смислува јадењето, како го аранжира. Значи имаме оценување, тоа најдобро го знаат судиите, затоа што они се обучени за тоа. И влегувањето во бокс се означува, затоа имаме техничка подршка 24 часа со водител, каде што постојано е присутна и музика за малку адреналин, возбудата да е поголема, доаѓаат навивачи, поддржувачи, секој што ќе влезе во бокс. Секој тим има и свој навивачи, затоа што овој надпревар е од отворен карактер, може да го посети секој кој што сака. Влегувањето во бокс зависи од категоријата, од обично до 35-40 до 45 минути. Се објавува влегување, се објавува излегување од бокс. Помеѓу двајца надпреварувачи има 15 минути време да се среди боксот и да може следниот надпреварувач да дојде. Значи, преку линк ќе биде поврзан целиот овој настан надпреварувачки дел со центарот во градот Струмица,
каде што на голем видеобим сите случајни минувачи од тука кои што во моментот се и на работа зафатени, не можат да дојдат во хотелот Вила Парк, ќе можат настанот да го следат на видеобимот во живо. И секако трае надпреварот регуларно од 8 часот наутро до 8 часот навечер. Меѓутоа, од нашиот главен координатор на надпреварувачите што го прави распоредот, поради големата апликација, затоа што апликацијата за овој настан е исклучиво онлайн, ми наговести, ми се јави утрово, тој живее во Србија, и ми рече: Адријана, вика, како течат настаните и во моментот го правам распоредот, може би ќе треба од 6 наутро да се почнува до полнот да се работи. Го знае Васил? Васил, не, сега го слушам. Знам го, да. Знам да ти кажам. Затоа не е толку исплашен. Не ми беше потенцирано, но имав некои предпоставки. Васил беше подготвен за од 8 до 8. Ова е нова информација од 6 до полнот. Меѓутоа, за нив нема проблем. Значи, таква висока професионалност. Да ви кажам, изненадени сме во однос на комплетната организација, да и техничката поддршка што тие организираат со Риверсофт, правење на она огромна бина пред хотелот, затоа што започнува настанот на 24-ти, всушност со свечено дефиле, надпреварувачки дел од 25-ти. 24-ти имаме големо дефиле низ градот. Готвачите? Да, тоа ќе биде всушност и гастрономска олимпијада. Од сите 40 земји, предводник на секоја екипа ќе биде девојка или момче во македонска традиционална носија, затоа што сакаме да го покажеме и нашиот фолклор, нашето богатство на Македонија со јарболот на таа земја и тимот пред секоја земја, представување на тимот, представувањето на судиите. Го очекуваме градоначалникот да го завземе поздравниот говор, да им посака добре дојде на сите надпреварувачи, суди, потоа се влегува во салата, каде што тука полагаат заклетва судиите, дека ќе судат без притисок, без Зарем има интервенции. притисоци на такви? Секако, присутни се, на секаде во светот. Ова да кажеме, нели, Васи, и во боксот, и во кошарката, и фудбалот. Секаде има. Меѓутоа, затоа има полагање на заклетва пред председателот, кој што ќе ги наименува, ќе добијат својата униформа, ќе ги добијат своите медали за судија, назнака, и веќе се почнува со судењето. Меѓутоа, се извинувам уште да кажам дека утрово добив убави информации од вас, дека они како организационен тим ни подготвуваат и многу изненадувања во сите 4 вечери. Супер. Епа изненадувања, се не ги кажуваме, така? Може од прилика да разоткриеме, да го привлечеме народот. Значи, од прилика ќе имаме ние многу наши познати винарии повикано, што веќе се прифатени. Некои сами се понудија, некои ние ги повикавме, тоа е така е редот. И ќе имаме многу богата музичка програма. Музичка програма? Супер. Не ги откривам кои се, ама ќе биде многу интересно. И вајн тестинг во текот на вечерите ќе Исто се така, прави. нашите специјалитети ќе се прават. Струмичките, а и македонските. Тоа сакав да кажам. Убав е слоганот, односно мотото на сево ова што ќе се случува како најголем гастрономски настан овде во Македонија. Велите залче од светските вкусови. Ама јас и во најавата прашав, дали освен тоа залче од светските вкусови, ние ќе имаме можност и нашите вкусови, односно македонското залче, да допре некаде до светот. Точно. Секако. Еве тоа зборувавме. Со гаранција. Со гаранција, да. Што се ќе им понудиме, Василева? Да не откривам. Нешто барам. Зајварот секако. Зајварот е веќе подготвен. Зајвар добро и без да ми кажавте, знаев. Под прилика некои, како што велите вие скопјани, гибаници. Гибаници, некои наши добро. од по-стари надпреварувачки. Што друго од прилика имавме? Потоа се подготвува, значи, од
традиционалните сладки. Позната е струмичката татлија со сирење, што се прави само во Струмица таму. Познати се тие баници, па... Имаме специфично име Тулумба. Тулумба. Добро, и кај нас Имамо ние посебни рецепти за таа. Не е тулумбата тулумба како на Струмица. Ете така. Добро, да си знам. Многу интересни работи што во Струмица се прават, а во другите градови не се прават. Значи, ние ќе ги изненадиме нив со тоа, затоа што они, кога ќе заминат од Струмица, мора да заминат со тој вкус. Со вкусот, Со тој за да вкус. додат пак. Апсолутно. Ајварот секако е подготвен за нив и сите прашуваат за ајварот. И ние им велиме, па токму ви одите во срцето на Македонија, каде што се подготвува најбавиот ајвар и потекнува од Струмица. А кажете ми, до каде сме ние во однос на светот? Рековте на оној прв надпревар во однос на, нели, куварите од Македонија, готвачите од Македонија. Освоили награди, освоили гран при и така натаму. Можеме ли да сме на исто? На исто ли сме со светот? Не, секако не. Ние растеме. И од некаде треба да се почне. Така, да. Никош не можеме да кажеме што штета, зошто ова некој не го направи пред 10 Порано. или пред 20 години. Мислите како асоциација, како здружение, Апсолутно, така? и со таков чекор да Така. се оди во Светската федерација, затоа што таа ви е визата за светот. Вие можете да имате тука се, Одлични меѓутоа готвачи, сте ограничени. но тие не може да... Ограничени сте, да. Инаку да кажам дека, тоа заборавив, во Македонија има само тројца лиценцирани суди на ВАКС од Македонија. А од Македонија? Од Македонија. Супер. А таму се врски и подврски, не сватив преска дека има и Значи, магиот. тоа е господинот Љупчо Гиевски, кој што е шеф на кујна на Александар Палас, а господинот Бесим Латифи, собственик на Нью Албис, и Јетон Таравари, шеф на кујна во Нью Албис. Тоа се тројцата од Македонија. Значи, имаме и, да кажеме, и други шефови, суди и така натаму, меѓутоа тоа се други, од други земји. Да. Така да ова е за прв пат да се случува исто во Македонија, значи ние растеме. Супер. Секој момент ќе создаваме ново, ќе ги следиме чекорите. Нашите готвачи сега ќе имаат можност, значи истовремено да посетат 20 мастер-класови. Понекогаш некој готвач во целиот свој работен век Нема не можност да може посети толку нема мастер-клас. можност да Да. посети. Затоа што пред се тие мастер-класови се недостапни од многу причини. Да се посети во друга земја, треба Да се отиде до авионски таму, билет, треба, хотели и така натаму. Сепак тоа се многу големи средства, меѓутоа верувам дека Гастромак во догледно време ќе порасне уште повеќе и никогаш нема да кажам дека е доволно тоа растење. Секогаш ќе сакам уште и уште. И едноставно со една цел. Понатаму со текот на годините ќе го ставиме Гастромак токму на овие млади, енергични, способни да кажеме. Не само што го краси младоста, туку и способноста. Затоа што и без него не би можеле многу работи Да се случат. Да се случат и да се организираат. Јас што велам дека многу е битно во тимот да имате човек пред да го кажете зборот да знае веќе што вие треба во планот и во програмата да го сторите. Кажете ми, кој надпреварувачки оддел, што ќе прават се тие луѓе, тие надпреварувачи? Значи, има и од Македонија, така? Да, од Македонија ќе има. Сега последно овие денови имаме доста пријавени од Македонија и ги поздравувам и им посакувам многу среќа на сите ученици, студенти и шефови што ќе се надпреваруваат. Оставени се апликациите онлайн само за пријавувачите од Македонија. Од светот се веќе затворени, што значи има категории. Имаме категории на ладни работења, топли, hot cooking, cold cooking и така натаму, carving, категорија пица, ќе имаме категорија за најдобар ресторант во Македонија. Еве една покана јавна до рестораните во Македонија да не се плашат од овој предизвик, напротив, нека видат светските готвачи какви ресторани има во Македонија.
Понатаму ќе се одбира најдобар готвач јуниор и сениор во Македонија и најдобар готвач international шеф, исто јуниор и сениор. Токму овде во Македонија ќе биде изборот. Имаме категории, значи... Награди има некакви? Да, се Гранд При е најдобриот од најдобрите ќе биде. И го очекуваме премиерот да ја додели главната награда Гранд Прито. Понатаму во hot cooking имаме категории, значи пилешко, модерно јадење, национално, модерно и така натаму, да не ги набројувам, што значи секој надпреварувач креира рецепт. Добро. И вежба. Вежбањата се долготрајни и макотрпни пред самиот надпревар. Тој мора да дојде подготвен. Мора да го напише рецептот што сам го создава, да го преведе на англиски јазик, да го фотографира, да биде објавен на неговиот бокс. Да биде чисто, се заговоривме. Сето тоа така. Среден. И ги зима своите намирници, се што е потребно. Кога ќе се влезе во бокс, надпреварувачот влегува со се подготвени потребни состојки, инвентар, исто така. И он има 45 минути да го направи тоа јадење. Најдоброто од себе, да го даде, да. Потоа подготвува секој надпреварувач 2 порции. Едната е за судиите, каде што на крајот ја зимаат порцијата, ја пробуваат, тестираат на свој начин, тие знаат како. Едната порција е за нивните навивачи. Да. Тука е моментот многу силен, многу адреналин, многу пати и јас се соживувам со тоа. И навивам за сите навивам, кога ќе го пробуваат неговите другари, другарки, неговото јадење. Кога го бодрат, кога навиваат, кога го кажуваат неговото име и пеат за него. Тоа се во секој случај најубави моменти, затоа што гастрономијата и поле за другарување. Кој го разбира ова така? Да, кажете ми само, патувајќи вака низ светот и гледајќи какви се кујните на другите земји или докаде се куварите тамо, докаде е гастрономијата во тие земји, што ви велат куварите или готвачите во оној разговор пред можеби камера? Што е најважно за да се биде добар готвач? Има тајна? Љубов. Љубов. Љубов за готвење. Како и за се друго, веројатно, во животот. Секој го давал истиот одговор и кога сум правела интервју со врвот и со почетниците. Така. Исто. Дали гледале нивната мајка готвела, па почнале да ја помагаат. Дали им бил некој биле фан на некој познат готвач, од дома, од детството почнувале да готват. Да. И полека настанува тоа усмерување. Љубовта е најважна за секоја една професија, се што се работи. Се почнува од љубовта и се завршува кај љубовта. Да. Нема друго. И само труд. Да. Труд и работа, како велат дека 10% е само вроден потенцијал, 90% е употреба на работа, сила, труд, ангажман. Дона што вие сте го виделе, кој е најдобриот готвач за вас? Не можам да го кажам тоа, не, затоа што секој е приказна за себе, затоа што сум прочитала илјадници книги во мојот живот. Секоја ми се допаднала на свој сопствен начин. Меѓутоа, покрај својата амбиција, има нешто што некого ги однело во врвот. Тоа е покрај способноста и моќта во гастрономијата како готвач, имала можеби и друга позадина, тука и среќа во прашање. Меѓутоа и Македонија има прекрасни шефови. Прекрасни, можам да кажам дека можат да се надпреваруваат со светски готвачи. Толку добри готвачи има во Македонија. Прашувам сега, Васил, како вие го избравте за Вила Парк вашиот готвач? Како? Како го избравте вие вашиот готвач за Вила Парк? Кој готвач да биде? Шеф како го одбравте? Па како? Што беше присудно? Искрено, беше тешко. Беше тешко да се најде добар готвач. Затоа што и народот е многу комплициран. Да. Искрено да гледаме, не има многу илјадници луѓе поминуваат секојдневно од локалот. И веројатно е многу важно ако не е едно од неважните работи. Тоа е добро. Сепак ние гледавме нашата
нашиот круг што сме, на пријатели или семејство, да го одлучиме крајниот збор, затоа што сепак нашето име е таму. Така е. Беше тешко, прилично првите 3-4 месеци, затоа што веќе еве пред 3 дена наполнивме 1 година од кога го зедовме. И имаше некој шеф, па тој потоа си отида како или ги менувавте? Имаше до сега, веќе ова е трет шеф. Трети шеф? Трет, да, од прилика. Значи од претходниот собственик што беше на ресторантот, имаше еден. Моравме да пробаме, да видиме. Имаше лоши критики претходно за хотелот. Веќе последната година беше многу падната работата, затоа што беше многу Односно кујната, затоа и во кујната е потребно да се има добар шеф и затоа организира да дојде мастер шеф од Србија, господинот Коста Катафај, каде што ја постави целата кујна, менито, обука на персонал и така натаму. Сега е полесно. И веќе сега го има тој капацитет за прием на сите тие видни личности, воопшто веќе е предизвик и да ви кажам предизвик и примамливо да се седне и да се руча во хотелот Вила Парк. Апсолутно. Затоа што там можете да добиете специјалитети што на друго место не. И затоа се интересни. Значи ги покануваме сите оние кои што не гледаат во Мигов од 24-ти на бидат и на стечено отварање, и дефиле кој што сака да се фотографира. Од 24 до 28 октомври сите патишта кон Струмица ке не водат да видиме баш како изгледа тој светски кулинарски крем. Ќе биде интересно. Ќе биде интересно на 300 учесници, така е некако бројката, да. Има и многу поканети. Пред крајот дали имаме време? Да, имаме време. Сакам нешто друго да ве прашам. Денеска е 16 октомври. Ден можеби за сите нас како и секој друг, но ден кога за жал сите ќе се сеќаваме на природно злејасен живот на нашиот Тоше Проевски. Се сеќавате ли каде бевте, кога ја слушнавте веста? Тука бевте во Македонија кога се случи тоа? Зашто? Тоше Проевски. Тоше Проевски почина на овој ден. Се сеќавате ли на овој датум? Бев премал. Премал бев? Премал, да. Ништо. Значи не можете да ни раскажете спомени. Да, јас спомени. не бев тука, бев во Швајцарија во овој термин точно. И од кого дознавте? Како дознавте? Што да ви кажам, многу е тешко да разговараме за тоа, затоа што чувствата се идентични. Како од тој момент, така и до ден денески, секогаш ќе биде тоа така. Така е, да. Меѓутоа, тоа е секогаш со нас. Во ниеден момент не е заминат од кај нас. Да. Ке имаше ли светска кариера до сега? Не би сакала да коментирам, верувајте. Ништо повеќе? Не. Да, добро. Ви благодарам тогаш за учеството. Ова ве прашав за да слушнеме уште една тема. Секогаш и во секое време би го слушала Тоше. Во секое време? Да. И го слушате? И ќе го слушаме и на Надпреварт. Да. Ајде го слушаме заедно тогаш. Останете вие и натаму на фреквенцијата на телевизија Нова. Само за вас, Тоше Проевски, се подсетуваме и после 10 години на феноменот кој што ќе живее и живее.